Уште само 2 дена не делат од новата 2017 година. У последните денови од оваа 2016 доминираат настаните поврзани со новогодишните празници. Што се случуваше во регионов Македонија и светот, донесуваме во најновите информации во ова издание од Дневникот на К1. Председателот Иванов своето новогодишно обраќање го имаше од вилата Водно. Причината за ова, како што велат службите од неговиот кабинет, е поради тоа што се уште не е формиран новиот состав на Собранието на Република Македонија. По настаните кои го одбележаа денот се враќаме веднаш. Останете со нас. Новогодишно обраќање на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Нема веќе паркирање во центарот на градот. Се поставуваат нови железни П-конструкции пред основниот суд во Велес. Македонија, 35-та на Forbes листата. Традиционално, како и секоја година, денеска општината Кавадарци им додели новогодишни пакетчиња на децата од социјално загрозените семејства. Во текот на изминатите денови, 360 деца од семејството во социјален ризик беа израдувани со новогодишни пакетчиња. Општина Кавадарци и градоначалникот Александар Панов традиционално и оваа година доделија новогодишни пакетчиња на децата од социјално загрозените семејства. Во текот на изминатите денови се доделени вкупно 360 новогодишни пакетчиња, со што ги направија среќни и весели децата од оваа категорија на граѓани. Благодарност до општината и градоначалникот, како и до сите хумани граѓани кои ги помагаат социјално загрозените семејства, упати Илми Османовски. Ние во повише години го повторуваме. Исто така сакам на локална самоуправа и градоначалникот и на други кумени луѓе кои што испаднаат за овој ден да му помогнат на социјално ранливи категории на деца. Значи сакам да му се заблагодарам, секој пат вака му излевам у престрет на деца кои што не можат родителите за да му купат кесиња и ние секој пат тоа го повторуваме. Локалната самоуправа посветено работи на помагање на овие социјално загрозени семејства, не само преку доделување на новогодишни пакети и други хуманитарни донации, но и за создавање услови во иднина овие семејства да дојдат до приходи врз основа на кои што самите ќе можат да се издржуваат. Основната цел во поглед на справувањето со сиромаштијата е намалување на социјалниот ризик и зголемување на локалниот економски раст на општина Кавадарци. Секоја година традиционално градоначалникот и советот на општина Кавадарци доделуваат новогодишни кесиња на социјално загрозените семејство од општина Кавадарци, е моментално на Сдружение на тиквешки роми, Сдружение на ромите од Кавадарци, а претходните денови беа доделени и на учениците од основните училишта од 1 до 5 оделение и на сите социјално загрозени семејства. Овие пакетчиња на некој начин ќе овозможат децата да ја почувствуваат новогодишната магија и да се радуваат на празниците кои доаѓаат. Во изминатите денови пакетчиња добија сите деца од 5 оделение. Новогодишна радост на децата со посебни потреби. Дедо Мраз заедно со градоначалникот традиционално и денеска, како и секоја година, ги посети децата од посебното општинско училиште Маца Овчарова во Велес и штитници од Дневниот центар за лицата со посебни потреби. Вака денеска Дедо Мраз го дочекаа децата од посебното општинско училиште Маца Овчарова и штитениците од Дневниот центар за лица со посебни потреби. Градоначалникот и годинава традиционално пред новогодишните празници ја сподели радоста со нив. Традицијата ја продолжуваме како и секоја година. Им посакавме многу здравје пред се, посакавме да ги служи среќа, успех во текот на новата 2017 година. Традиционално општина Велес да им порача и на луѓето што работат со нив дека е секогаш на располагање да помагаме согласно нашите акциони планови за лицата со посебни потреби. Нова година не би била иста без Дедо Мраз и новогодишните пакетчиња. Радоста е голема и за нив, но и за нас, вели Дедо Мраз. Емоцијата е голема, не само на дечињата и нас на возрастните, емоцијата е голема. Децата се весели, кога ќе видат Дедо Мраз, они се осеќаат многу весели. Еве вие бевте сведоци
дека дечињата стварно им треба нешто овакво. Во 2017 година на сите граѓани на Велес и пошироко им посакувам многу успех во работата, среќа, радост и веселба. Новогодишни пакетчиња добија и децата без родители кои се сместени во згрижувачки семејства. А како благодарност за подароците, децата подготвија и мала уметничка програма во која се представија пред гостите. Градоначалникот на општина Демиркапија Трајче Димитриевски, заедно со представници од општинската организација, пензионери и директори на јавните општински институции, ги посетија децата од детската градинка Борис Трајковски во Демиркапија. Во пресрет на новата година, тие на децата им подарија новогодишни подароци. Во пресрет на новата година, градоначалникот на општина Демиркапија Трајче Димитриев ги посети децата од градинката Борис Трајковски. Тој им подари детски играчки и телевизор, а децата во знак на благодарност пееја новогодишни песни, играа и глумеа. Заедно со градоначалникот беа и представници од општинската организација, пензионери, директори на јавни општински институции, кои на децата им подарија новогодишни пакетчиња. Радоста и смејата беше неизоставен дел од лицата на децата. Покажувајќи ја својата искреност, тие уште еднаш ја покажаа благодарноста кон оние кои подавајќи им новогодишен дар, им посакаа здравје и среќа во новата година. Традиционално и оваа година се одржа новогодишниот базар во основното општинско училиште Кирил и Методи. Она што е значено за овој настан е активно вклучување на учениците и нивните родители во изработката на традиционалните јадења и разните новогодишни украси и честитки кои што ги имаше на нивните штандови. Собраните средства ќе бидат наменети за модернизација на училиштето. Традиционалните јадења и разните новогодишни украси и честитки и оваа година на едно место ги собра учениците, родителите и наставниците од основното општинско училиште Кирил и Методи. Колачите и кифличките подготвени по бабини рецепти најбрзо се продадоа. Она што е важно е дека собраните средства од овогодишниот новогодишен базар ќе бидат наменети за модернизација на самото училиште. На манифестацијава на новогодишниот базар ќе се учествуваат и нашите црни мачиња, значи учениците од нашето училиште кои што веќе подолг временски период вежбаат заедно со нашиот Чичко Тони, изведоа две прекрасни новогодишни музички numери. Големата посетеност во целост ги оправда очекувањата. Ова го отвара прашањето дали вакви базари организаторите треба да организираат почесто. СВР Велес поднесе кривична пријава против МХ, 57 години, од Неготино, нотар за сторено кривично дело несовесно работење во службата. Пријавената спротивно на законот за нотаријат превземала службени дејства, решение за дозвола за извршување врз основа на веродостојната исправа, со која започнала процедурата за наплата надвор од територијата на Основниот суд Велес. Се превземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Нема повеќе паркирање во центарот на град Велес. Нови железни П-конструкции ќе бидат повторно поставени пред Основниот суд во Велес. После новогодишните празници најави градоначалникот на Велес Славчо Чадиев. Повеќе во прилогот што следува. Железни П-конструкции ќе бидат повторно поставени на ивиците од тротоарите пред Основниот суд во Велес, откако дел од нив беа одземени од несовесни граѓани, а дел беа уништени од сообраќајна незгода. Истите се очекува да бидат поставени после новогодишните празници, вели градоначалникот Славчо Чадиев. Очигледно ги вади свесно, даден е налог на Дервен да се изработат тие столбчиња, да ќе се работи за 13 столбчиња од некои се има две се што се од сообраќајка, мислам од нев внимание, за среќа со добар искод, додека други очигледно некои ги откорнуе свесно и ние ќе ги поставиме повторно тие столбчиња во текот на следниве денови после нова година. Поставувањето на железните П-конструкции има за цел да се одбегне паркирањето на коловозните ленти и тротоарите во централното градско подрачје. За таа цел, возачите можат да го користат паркинг просторот кај Мало Мовче со капацитет од 163 возила.
Фросина Ременски се замина од Министерството за труд и социјална политика. Министерската позиција ја напушти и Диме Спасов. Прв човек нова министерство до формирање на новата влада е досегашниот заменик министер за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими. Последната точка од Пржинскиот договор се реализира. До формирање на новата влада измени има и во министерствата, Министерството за внатрешни работи. Досегашниот прв човек на полицијата, Оливер Спасовски, му ја додаде раковната позиција на досегашниот заменик министер Агим Нухиу. Функциите им престануваат и на дополнителните заменик министри Љупчо Николовски, кој беше во Министерството за земјоделство, потоа на Кире Наумов, кој беше во Министерството за финансии, и Александар Кирацовски, кој беше дел од Министерството за администрација и информатичко општество. А без функција останува и дополнителниот заменик министер Оливер Андонов. Вести од Македонија во продолжение. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска во својот кабинет одржа годишно обраќање. Во обраќањето тој истакна дека никогаш нема да се согласи Република Македонија да биде бинационална и федерална држава. Тој потенцираше дека со Охридскиот рамковен договор била отворена вратата за правична застапеност на граѓаните од сите, а не само за една заедница. Во изминатава година бевме сведоци на една запрепастувачка динамика. Наместо да се надпреваруваат со идеи и со програми, некои политички актери почна да се надпреваруваат најпрво со вербални обвинувања, потоа со навреди, па со кривични пријави, за на крај да завршат со недолично однесување. Се надпреварува во палење слики и народни канцеларии. Деновиве гледаме дека некои почнаа да лицитираат и со државните интереси. Како дојдовме до тука? На што се должи ова? Длабоко сум уверен дека има две причини. Првата е надворешната, а втората е внатрешната. Осврнувајќи се на изборите и постизборниот период, председателот уште еднаш им честита на граѓаните, истакнувајќи дека со распределбата на своите гласови, тие всушност ги принудиле партиите да водат диалог во институциите, но не по цена на државните интереси. Истовремено тој упати и порака до политичките партии во државата. Го повикувам лидерството на двете најголеми партии, ВМРО, ДПМН и СДСМ, да смогнат сила и да си простат, да се помират и конечно да се сплотат околу националните интереси на македонскиот народ и државните интереси на Република Македонија. Ако навистина ја сакаат оваа држава и ако навистина се грижат за македонскиот народ, ги повикувам да ја почитуваат волјата на граѓаните, бидејќи во омразата никој нема ниту иднина, ниту надеж. Ги повикувам на национално помирување. Според Иванов, недозволиво е некои лидери на парламентарни партии на преговарачка маса да ги ставаат државните интереси на Република Македонија, како што рече тој, спротивно на Уставот на Република Македонија. Подпишувајќи го Законот за формирање на специјалното јавно обвинителство, јас не очекував селективност и политизираност во неговата работа. Се во ова што ни се случуваше, неминовно водеше ко граѓански конфликт. Во такви сложени услови, како председател на Република Македонија, бев единствената институција со легитимитет и овластување да носи одлуки. И наместо да бидам пасивен наблюдувач, на отворен судир, понудив решение за кризата. Понудив помирување преку помилување на сите кои на еден или друг начин се вклучени во политичката криза. Председателот Иванов истакна дека со ова обраќање ја исполнува својата уставна обврска да информира за прашањата од негова надлежност и дека за обраќањето писмено ќе го извести Собранието на Република Македонија. За учениците утре е последниот училишен ден во првото полугодие од 2016-2017 година. Околу 270.000 ученици, од кои 188.000 основци и 80.000 средношколци ќе бидат на зимски распуст и во клупите ќе се вратат на 18 јануари 2017 година. Во учебната година треба да има 180 работни денови, а со оглед на тоа дека во оваа повеќе празници се во работни денови, зимскиот распуст е пократок за еден ден, појаснуваат од Министерството за образование и наука.
Со скок од 2 позиции Македонија се најде на високото 35-то место од 139 земји во светот, најпогодни за водење на бизнис на ранг листата која секоја година ја составува американскиот магазин за финансии Forbes. Македонија е најдобро рангирана во категориите бирократија и даночни олеснувања, каде е на високите 4-то и на 9-то место. Во категоријата слободна трговија, земјата е рангирана на 41-во место, по монетарна слобода на 25-то, за имотни права на 65-то, за иновации на 51-во, во категоријата технологија на 61-во место, според нивото на корупција на 64-то место, додека според критериумот за заштита на иноватори оваа година земјава е рангирана на високото 13-то место. Од својата независност Македонија постигна напредок во либерализација на економијата и подобрување на бизнис климата, но заостанува во Балканскиот регион во привлекување на странски инвеститори. Земјава одржува макроекономска стабилност и наспроти глобалната финансиска криза со спроведување на монетарна политика, која ја одржува стабилна домашната валута, се вели во образложението на Forbes. На прво место на листата на Forbes оваа година се најде Шведска како најдобра земја во светот за водење на бизнис. Првите 5 места ги делат Нов Зеланд, кој лани беше на првата позиција, потоа следат Хонг Конг, Ирска и Велика Британија. Од земјите во регионот, Словенија е рангирана на високото 20-то место, Бугарија на 38-то место, Хрватска на 46-то, додека Грција на 47-то место. Црна Гора е рангирана на 50-то место, а Албанија и Србија се на 60 и 69-то место. Руските безбедносни сили уапсија 7 лица, осумничени за подготовка на терористички напад во Москва за Нова година. Федералната служба за безбедност на Русија објави денеска дека нејзини агенти ги уапсиле осумничените во Автономната република Дагестан во Северен Кавказ. Се наведува дека осумничените подготвувале напади на места со многу луѓе со автоматско оружје и експлозив. В продолжение останатите вести од светот. Рускиот председател Владимир Путин денеска потврди дека е постигнат договор за прекин на огнот во Сирија, чии гаранти ќе бидат Русија и Сирија. Подпишани се 3 документи. Договор меѓу сириската влада и вооружената опозиција е првиот, пакет маркети за контрола на прекинот на огнот е вториот и третиот е декларација за подготвеност да се пристапи кон мировни преговори, изјави Путин на состанокот со министрите за надворешни работи и одбрана на Русија, Сергеј Лавров и Сергеј Шојгу. Како што јави ТАС, според Путин со овие договори властите во Дамаск и бунтовниците искажале подготвеност за отпочнување на преговори за ставање крај на конфликтот во Сирија. По состанокот министерот Шојгу соопшти дека прекинот на огнот во Сирија ќе стапи во сила на полнок на 30 декември. Турскиот министер за надворешни работи Мевлют Чавушоглу уште вчера соопшти дека владини представници на Русија и Москва постигнале согласност за содржината на 2 договори за Сирија, но не обелодени повеќе детали. Чавушоглу потврди дека Анкара сака траен прекин на огнот во цела Сирија и политичка транзиција преку преговори, но исто така сака мир во земјата, што би вклучувало и останување на Асад на власт. Од друга страна, Москва е на ставот дека Асад треба да биде дел од процесот на транзиција во Сирија. Турските медиуми јавија дека планот за сеопфатно примирие во Сирија треба да важи за сите региони во земјата каде што се водат борби меѓу владините сили и групите на вооружената опозиција, но не и за судирите со терористичките организации како групата Исламска држава. Позитивен разговор фокусиран кон обезбедување на непречена и ефикасна транзиција, ваков бил телефонскиот разговор помеѓу американскиот претседател Барак Обама и неговиот наследник Доналд Трамп, соопшти Ерик Шулц, портпарол на Белата куќа. Шулц нагласи дека Обама и Трамп се договориле нивните тимови да продолжат да работат заедно се до инаугуративната церемонија на новиот претседател закажана за 20 јануари. Трамп на својата страна на Твитер објави дека имал одличен телефонски разговор со Обама. Како што јави ДПА, разговорот уследил откако претходно Трамп обвини дека неговиот транзицијски тим не идува на пречки од страна на администрацијата на Обама. Основната потрага по остатоците на рускиот воен авион што се урна во неделата во водите на Црното море во близина на Сочи официјално завршена, соопшти утрово представник на штабот што раководи со спасувачката операција. Како што јави ТАС, според него, ваквата одлука е донесена откако е утврдено дека во основа од морските води се извадени практично сите остатоци од паднатиот авион.
Бродовите кои учествуваа во потрага веќе почнале да го напуштаат реонот на несреќата. Авионот се урна набрзо по полетувањето од аеродромот во Сочи на пат кон воената база во Сирија, каде што се стационирани руските сили, при што загинаа сите 92 патници членови на екипажот. Меѓу загинатите се и 60 членови на познатиот ансамбл на Црвената армија Александров. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. На планините има услови за слаб снег. Дува умерен, а наместа и силен северен ветер кој повеќе е изразен дожд по Вардарието. Во источните делови и на планините, а од утре не очекува слично време на денешното, но ќе имаме постудени утра. За подетални информации во графичкиот приказ што следува. И пред да ви кажам благодарам, едно подсетување. Синоптичарите за утре предвидуваат многу студено време со екстремно ниски температури до минус 15 степени, а посебно во утрата. Ова беше последната информација за овој дневник. Ви благодарам за вниманието и останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно!